12 продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, трета недела расправа во законодавниот дом, реплики, контрареплики, процедурални забелешки, довикувања од место, меѓусебни обвинувања, единствениот исход од овие продолженија. Од собраниската говорница расправа на повеќе теми, сепак во фокусот на сите овие продолженија се најде така наречената тиранска платформа. Од ВМРО ДПМН секојдневно бараат нејзино отфрлање. Од СДСМ велат дека платформа не постои, туку постои програма на новата влада. Од друга страна пак контроверзни излагања на пратениците од албанските партии. Едни го потврдуваат постоењето на платформата што резултираше и со нејзино читање од собраниската говорница. Други пак велат дека тоа е декларација во која се содржани точки од програмите на албанските партии. На дневен ред на собранието точка за избор на председател и членови на комисијата за избори и именувања. Расправата по оваа точка продолжува и на следното продолжение на собраниската седница. Иако од СДСМ побараа да се прескокне оваа точка и да се премине на избор на председател на собранието. Ова барање беше оценето како грубо кршење на деловникот за работа и ускратување на правото на пратениците за расправа по точката за избор на комисијата, но и ускратување на правото на комисијата да предложи председател на собранието. Поради великденските празници, 13-тото продолжение на конститутивната седница е закажано за вторник на 18 април, а повеќе медиуми објавија дека за денеска СДСМ планирале насила да изберат председател на собранието, но се плашеле од реакцијата на граѓаните кои секојдневно се на улиците. Според неофицијални информации, планот предвидувал новото парламентарно мнозинство да ја прекине седницата и неколкумина пратеници да застанат на говорницата и во име на председавачот Трајко Велјановски да повикаат на гласање на точката за избор за председател на законодавниот дом. Улогата на Велјановски требало да му биде доделена на најстариот пратеник во овој состав Бранко Манојловски и покрај очекуваната реакција од пратениците од ВМРО ДПМН, најверојатно Талат Џафери од ДУИ би бил избран за нов председател на собранието. Сепак се чини дека најголемо влијание на развојот на настаните и донесувањето на одлуки имаат и ќе имаат граѓаните, кои секојдневно веќе 45 дена излегуваат на улиците за да ги пренесат пораките за зачувување на единствена и заедничка Република Македонија. Но партиите не отстапуваат од своите ставови, па не може ни да се предвиди до кога би траела конститутивната седница. Двете најголеми политички партии денеска преку соопштенија само ги потврдија своите ставови. Нови парламентарни избори се единствен излез од ситуацијата во која СДСМ ја доведе државата, бидејќи само така граѓаните јасно ќе можат да се изјаснат околу тиранската платформа и нема да се чувствуваат измамено, порачува ВМРО ДПМН. Народот не дозволува ниту формирање тиранска влада, ниту реализирање тиранска платформа и не го интересираат фактурите на Заев. Затоа СДС е во паника и е цврсто решен својата фактура да ја плати со распродажба на највисоките национални и државни интереси, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Во денешното соопштение на СДСМ пак се вели: огромното мнозинство граѓани кои на 11 декември гласаа за својата и за иднината на своите деца ги очекуваат промените. Парламентарното мнозинство е формирано со 67 пратенички мандати од околу 700.000 граѓани. Во следниот период многу брзо граѓаните ќе ја добијат својата влада според деловникот, уставот и законите.